Добар ден. Ова е гласот на звукот на политиката на Радио Лидер. Јас сум Звонимир Јанкуловски, секоја седа во 11 часот оди емисијата на еден поинаков звук на политиката кој се обидуваме да го пренесеме во етерот со цел да граѓаните добијат поинаква представа за тоа како вистински треба да звучи политиката. Денеска соговорник ми е човек кој е безбедносен експерт по прашања кои се повезани со геополитиката и човек кој живе во Македонија веќе подолг временски период и кој ја лично го познавам како човек кој има мислење за она што значи случување во светот и она што значи политичка ситуација во Македонија во контекст на овие геостратешки или геополитички премежја кои се случуваат во годините, посебно денеска по ковид кризата и со војната во Украина. Раби Седрак, мислам дека добро го изговори вашето име. Мој драг пријател и човек со кого имам задоволство еве денеска да разговарам за теми кои мислам дека ќе бидат интересни во поглед на неговото гледање, неговата перцепција не само за геополитиката, туку и за она што значат состојбите во Македонија. Добро дојдовте во звукот на политиката. Ви благодарам, амбасадоре, чест ми е да видам вас, големо чест. И се надевам ќе можеме да направиме едно, да кажеме, fruitful разговор, да, каде може луѓето да објасниме. Да им понудиме едно поинакво гледање на политичките случувања и на геополитичките процеси во светот со оглед дека имаме човек кој ги разбира и човек кој ги анализира истите. Прво да ве прашам, долго години сте во Македонија. Гледате сето ова што се случува во Македонија во еден поширок глобален контекст. Војната во Украина ја промени перцепцијата на светот, дека и перцепцијата на Европа, ако сакате, на оној конформизам кој владееше во Европа, дека вечно ќе го сочуваат мирот и дека вечно ќе ја сочуваат безбедноста, барем онака како што Западот ја посакуваше. При тоа гледаме дека и во време на хладната војна, после Втората светска војна, се случува жаришта во светот кои повеќе или помалку беа одажувани од ривалитетот на големите сили во текот на ладната војна, а подоцна врз основа на она што значи создавање на свет во кој доминира интересите на Соединетите Американски држави, така да денеска имаме една сосема измената ситуација. Имаме војната во Украина, повторно разгорување на судивите на Блискиот исток како да престанаа, повторно велам разгорување, меѓутоа после арапската пролет ова е една сосема нова димензија на судивите кои се случуваат на Блискиот исток, така што светот го изгуби комодитетот на поредокот кој дотогаш го градеше, заснуван на она хегемонија на големиот светски полицај Соединетите Американски држави. Светот се менува, глобалната слика се менува. Како ги оценувате овие процеси во промената на геополитичката карта во светот денеска? И сега денеска ќе почнам со главното, со Русија и со Украина, ова што вие го спомнете, затоа што кога се случуваше ова, имаше Русија имаше една цел, таа што ја има изјавено на цел свет, но светот, западниот свет имаше два цела, не еден цел. И ова, не дека јас го знам, другите не го знаат, ама ако читаме доволно, ќе гледаме сликата и појасна. Првата цел беше да ја одбраниме Европа, за да не влезе Русија во Европа. Тоа беше првата цел што сите ја кажувале секој ден. Имале страв, руската инвазија, може русите да влезат, да направат. И тука гледавме многу движење во источниот блок, или ако можам да го викам до денеска така, делот што е од источна Европа. Но другата страна имаше втората цел за да се понижува Русија. Кај лидерите од
од западната Европа не беше само да ја сопреме руската инвазија да не влезе во Европа, туку имаше цел да се понижува Русија. Без да навлегувам кој во право, кој не. Еве имаше еден интервју, го направи Путин, сите го гледале, се слушнале, он што сака да кажува. Но ја мислам дека последиците на ова што се случуваше со Украина и со Русија, ние до ден денеска не е завршен. Се уште заради втората цел што ја сакале западните држави. Сака да ја понижуваат Русија. Денеска гледаме еве до вчера што се случува во градот Авдика, се вика, не знам да го кажувам точно на јазикот, дека ова голем доказател дека Украина ја имат изгубена битка. Ако не, да, меѓутоа западните медиуми не мислат така, подхранувајќи го, како се вика, подхранувајќи ја желбата за и понатаму да продолжи војната во Украина, во обид да во основа се надпреваруваат во тоа безумие што се случува таму. Точно, но ти не се мои зборови, ти зборови на Wall Street Journal, зборовите на New York Times и зборовите на американскиот председател Џо Бајден, кога излезе и кажува, и јас го кажува јавно, дека и јас не можам да тврдам дека ова ќе биде последна загуба за Украина. Тоа што се случува Они знаат што се случува многу добро. И затоа барале нов пакет за помош од 95 милиарди долари во Сенат да поминува, но сега во House of Representatives, во собрание, има сега мажорити од републиканци. И сега ќе видиме како тоа ќе се развива и на кој насок. Кога се случуваат настаните во Блиски Исток помеѓу Израел и Газа, тогаш Џо Бајден сака да се брзаше за да се одобри ваков пакет на помош, за да може да се помогне Израел со Украина. Пред да се случи нападот на 7 октомври, американците тврдили дека нема да одобруваат веќе помош за Украина. И ова што се случуваше во Блиски Исток, заради ова, Џо Бајден го споеше помошот за Украина со помошот на Израел и пробава и се труди да помине ова и да го гласат за да може да им пушти пари. Затоа што без американскиот помош во наредниот период ќе се заврши војна во Руска и во Украина и нормално победник тука ќе биде Русија. Мислите дека овие два процеса се споени? Намерно се споени, затоа што да не биле споени, Америка нема да одобрува други помоши и пакети за Украина. Плюс ова морам исто да го тврдиме, дека целокупно земјите на западот кога одлучиле да помогнат Украина, не само со, значи треба помош, финансиски помош, треба исто помош со опрема, воена опрема, и имат давано како донации за украинската армија опрема без никаков вид од координација. На ваков вид на опрема јас ќе давам. Од тенкови до системи на air defense, против авиони, така натаму. И резултатот на тоа, Украина има добиено многу опрема, без координација, многу има дуплирана опрема, што нема да игра улога во овој вид на војни што се води таму, и можам да кажам дека одговорноста на загубата на Украина и на сите западни земји, вклучувајќи Америка. Да, меѓутоа паралелно со војната во Украина се случува промена во глобалниот светски поредок. Секако, затоа што сега ова мојата лична теза, значи ова ја што мислам, дека ова што се случи во Блиски Исток е само диверзија, да. За никој да не зборува веќе за Украина. И тоа беше точно, затоа што од прошлиот октомври месец до февруар никој не зборуваше за Украина. Да, постоеше едно. Ја немаше Затише. во вести, ја немаше никаде. Во овој период, по крај промените што се случувале таму, кога има вработувано новиот министар за одбрана, без што сметам дека нема никаков вид од искуство, можете да го гледате на вести во Украина, до овие диверзии што беа направени, затоа јас ви кажувам дека не се војува Израел во Блиски Исток против
само Газа, туку се војува и против Русија. Ова врзано со претходни настани што се случиле порано кога почна војната помеѓу Украина и помеѓу Русија. А промените во Блиски Исток пак не се од ден на ден одлучиле да прават вакви промени. Ова беше Тоа е процес. Да, процесот беше одварање пак на агендата што ја направила администрацијата тогаш на Обама и на Клинтон во Блиски Исток за цртање нови држави во Блиски Исток, затоа што првиот дизајн што беше направен од време на Сайкс-Пико, конечно после 100 години се освестиле дека не е во ред. И треба ново прекројување на границите. Точно. Ќе успеат во тоа? Не гледам дека успеваат. Повеќе гледам хаос создаден во регионот, отколку успех на тој план и тоа ново прекројување на границите. Мислам дека нема да успеат, прво заради граѓаните што се во Блиски Исток, што има доживувано арапскиот пролет, што се случи во 2011, се научиле лекцијата. И сега гледат дека нема да паѓат во исто и да го тврдат. Главно е, кога почна конфликтот и војната помеѓу Израел и Газа во Блиски Исток, утредента јас бев на една емисија и кажав дека целтата на ова е сместувањето на од прилика 250.000 луѓе од Газа во Синај во Египет. Тоа е меѓутоа има најава дека Египет гради зид со кој така да го спречи тоа движење на луѓе во тој дел на... Точно. Затоа што делот од Синај беше од после војната на Јом Кипур у 73-та, после Кемп Дейвид договори, одлучиле дека овој место ќе биде како бафер зон, како зона празна помеѓу Египет и помеѓу Израел и за да може да имаше peacekeepers, мировни сили што дојдова, беа таму, но во агендата на Америка, кога сакале ова да го промени во 2011, идејата беше креацијата на нова политички субјект во Синај, каде може да се сместува таму граѓаните на Газа, и во тој начин ќе го затворат палестинците од Газа. Што како вообичајно луѓето и во цел свет, не само тука, мислат дека Палестина е едно место каде е затворено и Израел е едно место. Тоа не е така, значи Палестина... Тоа е перцепцијата што имаме генерално. Тие се три различни географски места што не се споени едно со друго во Палестина и они како политички субјект, дел од нив е Западниот брег што е под контрола на ФАТХ, организацијата од каде потекнува PLO, организацијата на ослободување на Палестина. Другиот дел е Источен Јерусалим, каде Источниот Јерусалим има таму палестинци што немат лична карта. Они имат вид од престој и сите се граѓани на Јордан што живеат таму и делот на Газа што е под контрола на Хамас, што фактички прави голем проблем за Израел и затоа сака да го елиминира и да ги смести сите жителите на Газа во Египет, за да може да креират соодветен бафер зон, празно место, помеѓу нив и помеѓу Хамас. Да. Понекогаш беше секогаш битката помеѓу Хамас и Израел. Хамас се од припагноста од сунни муслимани, но овој пат гледаме што невообичајно соработување помеѓу нив и помеѓу шиитите. И тука е голем, да кажеме, или јасен знак дека тука има и Русија вмешано во ова, и Египет е вмешано во ова, и други земји во Блиски Исток. Не е само меѓу Израел и... Да, точно. Дека е помеѓу, ја го гледам и помеѓу Израел и помеѓу Русија. И го гледам дека е ова врзано со проблемот на вода во Египет, со реката Нил, за
бранот што имат градено во Етиопија новиот, што ќе спречува Египет од голем дел од вода. Тоа е како стратешка закана на Египет и тука има многу играчи во ова што Каде се сме ние случува. во сета приказка? И сега, ако го гледаме ова од надвор, сега, јас го гледам секогаш, дека има голема разочарност во Македонија, не само во Македонија, во земите во околина и во Балкан, со европското прашање, или да кажеме делот на интеграцијата на целиот овој регион во Европа. И јас многу сум песимист во ова, не го гледам како оптимизам. Значи, јас сакам Ние го Европската делите унија. оптимизмот на владата дека ќе станеме ќе влеземе во Европа во 2030 година. Тоа сакате да ми кажете? Видите, јас сакам... Како човек кој поинаку ги гледа процесите во Македонија. Ма, и сега, ова многу ми е криво ако го кажувам во ваков начин. Може дека мојот јазик не ми овозможнува да го кажувам во понаучен или по-професионален начин да го кажувам. Ова исто како, например, ви кажувам дека земјата е флат, е, како се вика, рамна. Рамна, не е топка. И сега, тука е прашанието на капацитетот на вашиот мозок. Дали вие ќе верувате, тоа предпоставувајќи дека земјата е топка, дали вие ќе верувате дека е флет или не? И тоа е исто. И сега денеска, јас, знаете како, вие можете било која теза, некој да ја кажува во улица, да ја објаснува и убаво ќе ја каже. Он не е крив за тоа. Ама тој што ќе ја верува таква теза, тука е проблемот. Значи не е проблемот ако велат дека Македонија ќе влезе во Европска унија во 2030. Проблемот е во оној што верува. Како значи добро, може замарот да верува, може инженерот да верува. Може, ама ние има во Македонија имаше, ја нема веќе, голема интелектуална маса, сите се со добро образование, со добро искуство, со све. Ова што јас се чудам, како они може да веруват дека ќе влезе Македонија во Европската унија. Значи, Европската унија која ја бркаше Македонија во 2008, ако не сгрешам тогаш, што сака да биде дел од таа фамилија, е сосема различна од денешната Европската унија, каде уште ние ја гледаме. Јас не зборувам лошо за Европска унија. Јас во себе си ја сакам Европска унија. Гледам дека Европска унија стигна да размислува за решение, за проблеми, што ние уште не сме се соочувале со такви проблеми. Ке спомнам нешто многу просто, етикетата што се става сега на храна во Европа, на вредностата на храна што ја купувате. Е категоризирана од А до Е. А, B, C, D, E. No. И сега, ова што е хранливо е А, ова што помалку хранливо е Б. Денес можете да одите во супермаркет, гледате еден производ и ќе можете да знаете дали овој производ е добро за вашето здравје или не, без да треба да прочитате целата етикета за да видите дали е растително, не растително, дали ГМО, дали не ГМО. Така да, убава е Европска унија, размислува на проблеми, затоа што они ги имат решавано нивни екзистенцијални проблеми. Да, меѓутоа, кога доаѓа до геополитички прашања, очигледно веќе има сериозен проблем во градењето на заедничка политика, што покажува дека она што значи историски и национални интереси на државите кои се членки на Европската унија повторно избиваат на површината. Види, јас се согласувам 100% со вас, но овие, да кажеме, историјата, значи како се дефинира држава. На книгите во историја и на книгите во политички, во факултет на политички науки, вие знаете подобро од мене што дефинира е државата. Ама ние ќе збориме што се дефинира државата за народот, не за професор или за ова. Значи, мене ова што ми ја дефинира државата. Они секој ден во Европската унија настрадат и патат од фактот дека сите се член од едно поголемо семејство и треба да имат вид од конформити и прилагодување на оно и на оно. Но го прават со никогаш без зачување на црвените линии и на националните интереси на поединиците државите. Да,
кој во време на коронавирусот и како се избија на површината, повторно избија националните интереси, тоа како доминантни пред интересите на Унијата. Точно. Значи, точно. А ние се откажуваме од се што дефинира нашата држава. Без не зборувам за Македонија. Зборувам и за секоја земја во регионот. Се откажува од оној што е незинот, за да може да биде дел од поголема фамилија, без да размислува. Чекајте малце, ние после 10 години кога ќе бидеме дел од овој семејство, што планираме ние да правиме со нашата економија, со ова. Извини, тука морам да спомнам нешто и би сакал ја тогаш можност на во живо да го кажувам. Ако прашувате било кој просек човек, Грција, што е нивниот приход, значи примариен или примарен приход на Грција, што е? Сите што ќе каже туризам, кој ќе каже бродови, кој ќе каже острови, кој ќе каже Грција, или ќе кажат маслиново масло. Грцијата, првиот производ нивен е водата. Експортот на вода. И сега, Грција влезеше во ова, се додека не се загрозува нивниот првичен бизнес, што е извоз за водата. И затоа го ставам овој прашање. Се откажале од маслиновото масло in favor of за Италија и Шпанија, ама се ја зачувале нивната вода како први производ. Исто како Хрватска, што влезе, затоа што ќе ви кажат тамо, добро чекај, прво треба да оди експорт овој производ од ова држава, па после ова држава, па после последната држава. И моето прашање што го прашам ја за себе, што имаме ние како added value за Европската Унија? Тоа е прашање кое треба да го одговорат нормално политичарите, затоа што Европската Унија сепак е интересна организација, да бидеме реални, кај што доминираат прво националните, доминираат заедничките интереси и секогаш се обидуваат да ги балансираат на начин кој ќе биде во корист на државата која влегува во рамките на тој баланс. Ние тоа го немаме. Она што ние не разбираме е точно ова што вие го поставивте, што ние внесуваме во Европската Унија. Обичајно ќе ги слушнете политичарите кога ќе ви кажат ние ги делиме вредностите на Европската Унија, меѓутоа кога ќе ве прашат дали го делиме стандардот со земјите на Европската Унија, ќе видите дека не го делиме стандардот и тука настанува веќе судирот со Европската Унија, така што по мое наивно е верувањето, затоа што или не читаат, или не гледаат. Едно е да ги слушате политичарите, друго е да ги читат извештаите на Европската Унија, дека Македонија е далеку од влез во Европската Унија, дури затоа што прво на економски план не можеме да ги следиме европските држави. Не случајно Макрон го најави, како се вика, една, втора или трета брзина приклучувањето кон Европската Унија како ќе иде и барањето да Европската Унија се подели на стари и нови членки, новите членки преку сосема други нови форми на интеграција. Ние тоа едноставно не го гледаме. Ние следиме некоја безалтернативна политика каде што не го гледаме крајот кога таа безалтернативност ќе се потврди во реалноста. Ние, оно што кажавте, живееме во илузија на политиката, да веруваме во оно што политичарите ни го нудат на пазарот. Меѓутоа, ние сме едноставно изгубени во таа геополитичка игра. Европа се премостува, односно Европа се менува со цел да биде играч на новата светска политичка сцена. Светот станува се по-хаотичен, меѓународните односи, барем случаје меѓународна политика, се хаотични. Она што се обидува да низ правото, меѓународното право ги зауздаат, односно постават некоја рамка на можноста да меѓународните односи бидат раководени врз основа на право, тоа очигледно веќе не ги дава резултатите, затоа што меѓународното право се претвори во алатка на големите сили. Сега се повикуваат на меѓународно право за решавање на војната во Украина, меѓутоа гледате дека тоа не функционира. Ние едноставно живееме во заблудите на нашите политичари или она што тие сакат да не убедат да веруваме, меѓутоа разочарувањето ќе дојде секогаш од после доаѓа.
Може би дека е проблемот ја мислам дека проблемот е во менталитетот. Значи ќе ви кажам едно приказна, нема голема врска со ова, ама има. Ние кога кажувам ние, се рачунувам себе како дел од овој општество, така да не се разликувам тука како правам. Но во овој момент ние кога имам некаков проблем, ние се буниме само од проблем, зборуваме за проблемот, постираме на Facebook за проблемот, го зборуваме во кафана проблемот, ама никој не прави никаков вид од конфронтација со проблемот. Ја, например, еднаш имам проблем со една од компаниите на телефони, каде ми дојдува сметка што не е адекватна на тоа што јас го имам направено. И кога зборев со пријателите, остај, не можеш ништо да правиш. А сега не, одлучив да правам. И на крај ми имат вратено парите што јас ги сум платил. Прашањето е колку процентот од луѓето се буни вистински за својот право. И тука ќе доврзувам на гласањето. Јас кажувам кога зборуваат дека гласот не се продава. Јас против тоа. Гласот се продава. А јас, мојот глас, во моите очи, го рачунам со цената на образованието на моите деца. Купно кошта толку во една година. Пута 3-4 години кошта толку. Здравствено, што јас го платам кај докторите. Пута една пута 4, толку. Веќе се правам математиката, ќе гледам дека ќе кошта, например, 80.000 евра, ќе му кажам, или ќе ми плаќаш 80.000 евра за мој глас, или ќе му обезбедуваш овие работи, што ми се мене потребни, за да не мислам за екзистенцијалните проблеми и за да можам да бидам нормален човек. Проблемот е што тие 80.000 ќе ви бидат украдени од политиката. А услугите за кои сте процениле дека вашиот глас вреди, нема да ги добиете. Мислам, не е тоа дека не се случува, да бидеме, тоа е реалноста во Македонија. Меѓутоа, она што го загатнавте, тоа е молкот кај граѓаните и едноставно прифаќањето на определени состојби. Иако не мислам дека граѓаните може би молчат, може би делува дека молчат, меѓутоа знаат кога доаѓа денот на гласањето што треба да направат, како да го решат проблемот. Во основа тоа е прашање на нивниот личен интерес. Може би тука сме различни од државите на Западот, кај што тоа е и традиција, и култура, и да кажеме и образование се. Кај нас е многу поинаку затоа што сепак сме наследиле определена свесно однесување во претходниот систем, кога системот бил тој кој ги заплашува луѓето да одат против него, па да тој менталитет, таа свест е пренесена идејанска, така што многу тешко решаваме да излеземе на улица, да го конфронтираме системот од ова што сте го направиле со мобилните телефони. Едноставно се помируваме со тоа дека струјата, не знаеме, мислам дали ако некој може да ги прочита сметката за струја, едноставно прифаќате, полесно е да платите, да се снајдите, да одвоите голем дел од вашиот буџет, да платите наместо да се конфронтирате со државата. Тоа е она што на Македонија сериозно и недостасува. Не суди, туку конфронтација со државата, односно со системот. И со себе. Значи, некога рековме каде ни е планот. Не на сите имат можност да се планират свој годишен одмор. Значи, не е богата земја. Не може лесно човек да планира свој годишен одмор, а камоли да планира цела план за целосна држава. Затоа што процентот на луѓето што не можат да се планират свој одмор во Македонија е многу поголем од процентот на истите луѓе, например, во друга држава. И овој тука доаѓа моментот. Не знаете тоа на англиски fool me once, fool me twice. Ако ви излажат еднаш, он е виновен, вториот пат вие. Јас сум виновен. И сега, колку и ова реторичко прашање, не барам ја одговор на тоа. Колку човек да биде толку дали разочаран или дали во депресија или во тоа, за да одбереш истиот човек по втор пат
да прави иста работа, на ист начин ќе очекуваш различен резултат. Ова што го викат на социјални мрежи дефиницијата на stupidity, на глупост. На глупоста. Дефиниција на глупоста. Кога правиш истата работа, со ист начин, со истите сите услови и очекуваш различен резултат. И денеска Денеска имаме 6.000 или која е бројката на заробени луѓе во Македонија кои не можат да излезат поради проблемите со пасошите. Мислам нешто што токму ова што кажавте. Што ви се чинеше кога се менуваш името? Дека ова нема да се случи. Токму го добиваме она што го кажавте, ако ви излажат еднаш е негова вина, ако ви излажат тој пат е ваша вина. Нас не лажат 30 години да бидеме реално. И народот едноставно испаѓа дека сака да биде излажан. Да, ова на крај ова сакам да го кажам. Дека денеска, еве, јас излезам и гледам еден билборд голем, пишува дека гласај ти на пример за Европска унија за да добиваш бесплатно здравство. И сега јас на пример, што би сакал да гледам? Гласај за Европска унија за да може твоите деца да учат во европските факултети без системот на квота или без овој Еразмус што они го прават. Значи, на пример, ако најдам вакво нешто, еве ова може мене да ми пројде и кажам, еве, ја ќе гласам моите деца за да учат во Европска унија во големите факултети. Ама сега, колку треба да не разбираш за да гледаш на билборд и кажува бесплатно здравствено. Ова, значи, нема друго објаснување. Ама се излажа на тоа. Ама проблемот сега, затоа што секогаш луѓето го зборуваат, ти кажав, затоа што не образовани луѓе, не. Луѓето што не се образовани или луѓето што немаат високо образование, голем дел од нив работат во странство. Знаат. Делот во Македонија и во Србија и во целиот регион што имаат skilled workers, што имаат занает, оние работат во странство. Разбират многу убаво што значи здравствено осигурување во Европа. Разбират многу добро што значи данокот, што значи живењето во Европската унија. Проблемот е тука и поголем. Проблемот дека во ова држава прво имаше се слеваше работна сила, многу отишла работеле во странство. Голем дел од нив се враќа во Македонија со нови алати, со нови ноу-хау, со нови вештини и се дојдат се ги имплементираат тука. А од другата страна гледате дека добро да се вратам на тој моабет на верување или не. И сега добро, он што верува дека ќе доби бесплатно осигурување, еве сега он е македонец, еве живе во Битола, еве доби свински грип, и сега во Европска унија ќе се фати авиони, ќе се оди да се лече во Холандија за ова или во Франција за ова. Што личи ова? Значи ова е навредувањето на интелигенцијата на малите деца, не на возрастни луѓе. Тоа помина. Тоа помина во кампањата, тоа помина. Ама ова е голем доказател дека лошо е, нешто негативно, тоа не е нешто добро. Тоа е илузијата во која луѓето сакаат да веруваат, која политиката им ја нуди. Повторно исто ќе биде. Да, ама знаете кој главниот проблем, прво тука нема вести што може човек да ги гледа. Значи вестите, системот на целото вкупно информацијата и малце ми подсети знаете како на Северна Кореја. Не знам колку луѓето знаат за Северна Кореја. Јас лично знам многу за Северна Кореја. Не знам затоа што вестите од светот идат во еден мал дел од 5-6 минути на нашите ударни национални телевизии. Ние не знаеме, во основа ние не знаеме што се случува во светот. Затоа и почнав разговорот со геополитиката. Ние не знаеме како тие процеси влијаат на процесите внатре во државата, каде е Македонија во сите тие процеси. Мислам, реално никаде не сме. Ние немаме анализа како да се поставиме во она што се случува во моментов во промените во светот, како Македонија да се постави. Ние едноставно делуваме хаотично и без знаење, односно следиме политики кои ни ги кажуваат некои други кои сметаат дека се пообразовани од нас, нормално во однос на политичарите и се пообразовани и повеќе знаат. Ја се согласувам, не се согласувам со вас тука, затоа што јас видов Македонија
кога знаела, кога имала стратегија, кога имале кадар, кога имале персонал или луѓето што доликуваат на Македонија и во внатре и во странство. Значи, јас сум видел знаете како, извините, ова ќе излеза малце од ова. Во многу земји во светот има нешто во факултети, се вика, баш ќе ви преведувам точно, се вика комисијата на како изгледаш. И сега, вие ќе одлучите утре да бидете доктор. Ќе полагате сите испити. Ќе одите во факултет и ќе дојде ова комисија. И ќе ви каже, дојдете, тој ви сака да биде доктор. Па не личите како доктор, не можете да бидете доктор. Ама не личите дека изгледот не е така. Дека имате нешто во вас што ви спречува да бидете доктор. Исто за политичар, исто за полицаец, исто за инженер, исто за свеото. Така да и работата не само до образование и да имам јас диплома и да ја закачам, току ја колку можем да придонесувам во мојата професија, не зборам за вработување во јавна институција. Јас зборувам дека воопшто и јас сакав да бидам нешто друго, например, и ми кажале не. Државата мисли дека подобро вие да бидете вака, а не така. Затоа што на кај нас ни треба кадарот со вако, се доликува на вако. Ние го имаме, ние го живееме америчкиот сон дека може секој да биде се. Тоа е македонскиот сон кој, знаете, стратешкото партнерство со Америка, значи делиме заеднички соништа, па така може да со бегање од часови, да кажеме, од школа или така, завршен факултет на брзина, може да станете да стигнете до председател на држава или до премиер. Тоа имавме една историска реченица на нашиот несуден Нобеловец токму во тој контекст, дека ништо не му фали, еве до кај стигна со 3 часа. Да. Или од видот на се снашол, или од видот да учи си не за да не работиш. Тој друг проблем. Ова е, значи, не генерално, како општа одговорност на било што се случува, пак, има тука се што е убаво. И има многу работи што не се убави. Проблемот е во процентот. Процентот на луѓето што ако се случува една собракајна во улицата, што ќе застануваат за да ве помогнат, тука е многу помала од колку процентот на луѓето во други земји што ќе застанат да ве помогнат. Знаете причината зошто? Па луѓето се многу добри, ама проблемот дека ако ја застанам да ви помогнам во улица, ќе дојде полицаецот и ќе бидам јас од Good Samaritan, добриот самаритан, што ви помогна, до сомнителен дека јас ви направив овој лошото. Да. Не разбирате? Да. Тоа е неверување во системот, се вика, во она што значи системот го испорачува како услуга во државата. Да, тоа е и менталитет. Тоа е прашање на менталитет и на односот на граѓанинот со државата, затоа што обичаено, знаете, на кенедиевско прашање, нешто државата може да направи за вас, туку што вие може да направите за државата, кај нас е поставено сосема обратно и мислам држи вода, затоа што ако не го добивате она што државата би требало да го обезбеди на секој граѓанин, нормално да се свртите кон самиот себе си и кон вашите лични интереси. Тоа е во основа продукт на нефункционирањето на државата. Да, и дел од, да кажеме, мерзливноста, што почна да стана феномен. Значи, порано беше, помалку беа немат желба да работат, денеска има по-голем дел, сака да не работи и само да се зима плата секој месец. Па добро, тоа е изместени вредности во општеството, сега да бидеме реални, се работи за нова генерација на создадени, како се вика, олигарси во Македонија, кои едноставно ги гледаат, се обидуваат да ги копират дека до парите и до богатството се стигнува на лесен начин, најчесто преку политиката и така и се однесуваат. Затоа сме и посочени како легло на корупција, на криминал и слично, каде што е во криминалот и корупцијата е во врска со политиката и во врска со правосудниот систем, оние кои треба да го гонат на криминалната правда и затоа и
довербата на граѓаните е ниска. Она што исто така го работите, тоа е прашањето на миграциите. Кај нас како да тоа прашање воопшто не засега. Тоа е прашање кое те како Европа ја засега и Европа 2015 беше сочена со миграциите од Сирија, со војната во Сирија. Меѓутоа, одговорот на миграциите и судирот во Европската Унија не беше на ист начин третиран на миграцијата која се случи од Украина со отпочнувањето на војната. Зошто така? И сега ја имам тука многу, да кажеме, различни мислење, зависно за која миграција станува збор. Миграцијата персе нешто што беше добро, не беше лошо. Значи, денеска Германија што ние ја гледаме, дека тоа да не збориме тоа обсесијата, друга тема за секој македонец или секој србин со Германија. Не знам зошто луѓето тука се обсесирани со Германија. Значи се гледат дека Германија и ние мислат дека вистинскиот живот е во Германија. Барем тоа е перцепцијата кај мнозинството. Ова треба медиумите да почнат да работат поинако, затоа што децата сега се има 4 години, сите ги пуштат да научат германски. Што е целтата? За да се одат од тука, значи веќе ни го переме мозокот на детето, дека он се роди тука, а да оди во странство. Тоа е нешто многу опасно. Јас имам деца, ја никогаш не сум им кажав пред нив дека се странци. Например. No. И сега, како јас го знае дека македонец, дека има знаме за Македонија, и никогаш не сум, и тие што го ми познават лично, знаат тоа, никогаш не сум, како се вика, поттикнувал тој делот, дека, а обратно, луѓето тука им перат мозокот на децата, дека од дете, од бебе, му научат германски за да оди заминува од држава. Се, што очекувате? Тоа во зборајќи на темата на миграција, што очекувате поинако дека тие ќе пораснате, ќе се одат од тука. Па после ќе се жалеме ние дека станавме пензионерска држава. Нема ни млади, нема ни да кажеме што не се пензионери. И тој голем проблем. Миграцијата персе е добра. Германијата што ја гледаме денес како Германија е резултат на турската миграција во 50-тите на година. Да. Ама како они ги менажират? Да, меѓутоа Повелете. Не, меѓутоа начинот на кој Германија денеска се однесува кон мигрантите е сосема различен од она што било во тие години. Да. Денеска сосема е сменета перцепцијата кон миграцијата и перцепцијата кон мигрантите кои доаѓаат во Европската Унија, вклучувајќи и Германија. Затоа што имаше систем, го викат системот на интеграцијата на мигрантите кога се доаѓаат од државата. Значи, ова имаше една стратегија. Дали вие доаѓате на државата како странец, дали како студент, дали како бизнесмен, дали како озвен дипломат, затоа што има имунитет и така натаму, ама ако дојдете како и женет или мажен со некој од ова држава, дали сте во бизнес или што, има услови, треба да се исполнуваат за да вие да бидете дел од општеството. И ви запознат со општеството, ви запознат со јазикот, ви запознат со законите, ви запознат со уставот, што е вашата домашно и што е вашите права. И ова беше процес познат во многу земји, во западните земји, каде оделе сите таму. А кога се случува со кризата со Сирија, што почна во 2011, тука имаше други ризици од оваа миграција. Океј, за да скратам овој дел, како се понаша Германија денес на тоа? Ова заради the rise, зголемување или растот на far right, како се вика, десно, далеко десно. Екстремното десно. Ама екстремното десно, не обичната десница. Значи, сега пак овој мој мислење, мојата лична теорија. Екстремното десно дојде сега на површина благодарението на десницата што не исполнуваше ова што треба да го исполнуваше како што треба. Затоа што кога дојде десницата, имале план, направила многу работи, се претерале во одредени, да кажеме, акти што не требаше да направат. Нормално, да кажеме, левичари или социјалисти или социјалдемократ или дојдоа, еве и ги тргнали
овие, и сега народите во Европската Унија денес нема веќе да гласат на десното. Они ќе гласат на екстремно десно. За да може да екстремно десно... Тоа е веќе процес кој Европа ја зафати, многу наликува на годините пред Втората светска војна. Точно. Така што ќе видиме сега изборите во Европскиот парламент, ќе ја кажат вистинската, меѓутоа вистинската слика е за европските држави разочарувачки. Токму копијата се кршат на прашањето на миграциите. Да. А точно, само да додавам нешто, а плюс тоа што не го гледаме ние на вести, значи движењето на екстремната десна во Германија, во Полска, во Белгија, во Франција, дури во Италија, тоа не го гледаме ние на вести секој ден. И станува по страшно. И сега во изборите ќе го видиме тоа. Така да. Ние не гледаме ништо во основно што се случува. Ние сме класично затворени сами во себе и мислиме дека она што се случува во светот не влие на она што се случува во Македонија. Влие, ви кажам еден пример. Влие, затоа што не можете да одите во банка ако сте на работа. Сега банки сите работат од 8 до 4. Да. Ова од каде? Од Европска Унија. Ова не од друго место. Затварањето на све вечер, ова се доаѓа од Европска Унија. А врвот на дволицемерија или на двојот на лицемеријата дека оние од Европската Унија, што пак кажувам, ја тука не потикнувам луѓето против или јас сакам Европска Унија, ама со мои, да кажеме, услови. Политичарите од Европската Унија многу сакат да одат во Истанбул. Многу се водушеват од Истанбул. Знаете зошто? Затоа што се работи 24 сати. Затоа што се работи 3 смени во Истанбул. Они се уживаат во Истанбул затоа што не може веќе да се уживаат во нивни држави. Ние за жал станавме копија, пасивна. Стануваме. Не сме уште станати, али се движиме кон тоа. Да, од ова што во запад и тек до прва ќе почнеме тоа да го осетиме. Да, тоа не го знаат кои не живееле, затоа што една перцепцијата која се нуди на Европа е сосема поинаква од оној што живеел таму и оној што го знае животот каков е. И ова што го велите за Истанбул за 24 часа, како сика динамиката на животот, тоа нема на запад. Мислам, се знае што е работа, се знае што е одмор, се знае што е забава и кога може да биде забава. Тоа ние го неаме. Мислам, ја неаме таа перцепција за тоа што луѓето точно имате дел што мигрира кон Западна Европа, имате дел кој воопшто нема представа што значи Западна Европа. На студентите кои ќе им кажете дека Западна Европа е за кафичите празни во 12 часот, меѓу 12 и 2 и слично, едноставно не може да го разберат, тој концепт. Да, ама имат програми, сега пак ја не сум тука денес да критикувам Европската Унија, иако не гледам, значи јас ќе го кажувам од аналитички аспект, не го кажувам од личен аспект, од само за анализа, а има програми што ги прават со младите за да им научат што значи Европска Унија, што прават во Европска Унија, ова за млади амбасадори за Европска Унија и то ова пак на иста прашање што ја прашав, колку човек може да биде толку наивен да верува во нешто што ви го дават во лажица и ние кажуваме амен и го слушаме и го имплементираме тоа. За жал, новата генерација што да кажеме не сакам да потребувам збор перењето на мозок не критичка. Да, што слушат, што послушни, тие за жал ќе бидат идните лидери во регионот. И моето прашање што е реторичко, мене со вакво слевување на луѓето на одени од држава, на перење на мозок на мало дете да научи германски да се оди од државата, кој ќе ја плати мојата пензија кога јас ќе одам на пензија? Да не ви кажам како ќе изгледа. Затоа реторичко. Ќе се разочарате како ќе изгледа тоа, затоа што ја мислам дека ни години не може да го разреши тој чвор околу одењето на пензијата и начинот на кој ви се прерачунува тоа, меѓутоа тоа е таштина со која живееме и со која секој оној што заминува во пензија треба да се научи да живее, затоа што
ако пензијата во западните држави представува сепак напуштање на работното место и уживање во оние години на животот кога ви треба мир и слично, кај нас не е тоа, затоа што се борите со проблемите кои допрева доаѓаат. Сега имавме, како си кај редок случај, да видиме пензионери на улица да протестираат за она што се случува во контекст на висината на пензиите. Мислам, ретко едноставно не го концепираме на тој начин на кој западниот свет го концепира, затоа што парите што сте ги штеделе преку пензискиот фонд едноставно биле потрошени од некого за нешто, биле свртени во некои Господ знае какви работи, така што едноставно ги немате. Точно. Државата не ви гарантира. Тоа е она што вие ги кажувате, зашто децата треба да учат јазик за да заминуваат од државата, при тој го губиме човечкиот капитал кој е најскап, да бидеме и најскапоцен за државата, и останува калини шпијаца политичари, остануваат останати, како се вика, луѓе кои основа функционираат врз основа на антиинтелектуализам, незнаење, ако да не бидам и груп, ако сакате и глупост, затоа што знаете, ние ќе се смееме на глупоста, меѓутоа глупоста кога ја имате во политиката, решенијата се она што ги имаме денес. Не, точно, не се согласувам со ово. И затоа пробуваме цело време, кога зборуваме со луѓето, дали со преку медиуми, преку немедиуми. Знаете како да се развива концептот на суверенитет. Тоа што кажав на почеток. Не суверенитетот на државата, суверенитетот себе, на твојата дома, на твојата работа, на твојот лик како карактер, на твојот значи ова суверенитет тука го разберат погрешно како его. Ама да, има мал се его во суверенитетот. Ова е скоро изгубено и во цел регион, не само тука. Видете, кога ви ја понижат државата, во основа ги понижуваат луѓето во државата, да бидеме реални. Меѓутоа, кога политиката дозволува тоа да се случува, тоа што очекувате од граѓаните, за каков личен суверенитет може да стане збор во такви услови? Не, јас се сочував со ова. Ја порано кога ме прашуваат луѓето каде живееш, јас со селата гордоста кажувам се живеам во Македонија. И имаше тоа што кажав на почеток, имаше кадар, имаше луѓе што доликуваат. Без разлика со сите луѓето што критикувале тогаш како функционира државата, имаше друг вид од тежина и од почет спрема одредени држави, ако смеам да ги викам и светски сили во странство. И кога јас одам како странец и кажувам дека живеам во Македонија, и гледам на очите и на фацата на луѓето што се спроти мене, без разлика дали се од Америка, дали се од Русија, дали се од Блиски Исток, дали се од каде, некоја убава насмејани кога слушат Македонија и имат многу убава слика за Македонија. Денес, за жал, кога кажувам дека да, во Македонија сум, реакцијата на истите луѓе и на други во странство назва Македонија, за Македонија е сосема смена. Ми гледат како нешто смешно, како нешто несериозно. Видете, ако дозволите да го смените името, ако дозволите да ги брусите шахтите за да како го избришите сеќавањето за минатото, или ако сакате да влезете во преговори за собствената историја, не знам како би сакале да ве гледаат. Едноставно, ако станувате средство на подсмев во меѓународните односи, во односите меѓу државите, во тој случај не очекувајте дека, мислам, реакцијата ви е сосема на место, затоа што не може да ве сватат сериозно. Знаете, не е прашањето на големината на државата, не е прашањето на големината на човекот, туку е прашањето на како се однесувате со она што го имате и со она што го чувствувате за себе. Кога ќе го изгубите достоинството на државата, го губите достоинството на човекот во државата. Без оглед што имам високо мислење за себе и секогаш сум го имал, да бидеме реални, меѓутоа кога државата го губи мислењето за самата за себе, кога станува средство на посмев,
како поинаку може да реагираат кон вас. Дефинитивно, јас се согласувам. Ми беше малце саркастично кога го кажувам, затоа што и јас кога кажувам дека Македонија, ја не може никој спроти мене, дали се од Грција, или дали се од Бугарија, или дали се од тоа, не може да влезе во тема со дебата, затоа што знае дека ќе заврши, дека јас ќе биде на моја страна. Ама многу ми е криво тој чувството што порано јас го чувствував како гордоста, како ова во местото каде живеем да стигна до ова. И ова нормално, благодарение, јас ова исто, знаете како јас ова има, за се има извор на тоа. Значи исто на името, кога прашате на англиски what's your name и како се викаш. Ако прашате тоа на француски и comment tu t'appelles, како се викаш себе. А има понекогаш прашуваат кој е или што е твојото име. Ние тоа исто како сме во градинка, да седам и дојдат денеска ми кажат ти не се викаш веќе Араби, ти од утре ќе се викаш Горан. Ама не само тоа. И да дојде председателот на Франција да ми убеди дека знаеш дека ако ќе бидеш ти Горан ќе ти биде подобро. И да дојде Меркел од Германија. И да дојде, значи ја ви кажувам, ја на најмалиот дете, на син ми, кој јас му кажувам, он ако гледа дека ќе му носам 3 луѓе да сведочат за нешто што сака некој да му убеди тоа, ќе гледа дека е глупост. Да, меѓутоа политиката тоа не го гледаше, тоа го доживуваше како знаете, чувство на историска улога што има во дадениот процес, дека големите лидери носат големи одлуки, мислам. Тоа е месијанството, лажното месијанство кое си го доделија себе си, притоа заборавајќи ги последиците до кои ги имаме денеска. Тоа се 7 години промашени од македонската историја, која веќе и не знам каква е историја и дали е таа што ни ја прикажувале, затоа што доведува се под прашање. Значи политиката во последните 7 години доведе се под прашање. Тоа што го смени името, тоа што го сменуваме идентитетот на нацијата, сега гледате на славо македонци, кога вие немате реакција од страна на државата, од оние кои ја представуваат државата, кои се смеат како недоветни на она што им се пласира како промена во идентитетската матрица на еден народ, во тој случај не очекувате нешто подобро да се случува во иднина. Дефинитивно се согласувам. Има уште едно дел. Ја, например, вас ви гледам, јас многу работи сум научил од вас лично. Многу работи сум читал кај вас. Многу работи сум слушнал и се научам од тебе. И секогаш има овој момент, иако понекогаш времето не лета, не се освестиме дека стварно се остаревме, дека јас немам веќе 20 години, ама секогаш е убав чувство, колку да сте возрасен, да се најдете некој да се научите од него и да знае подобро од вас во тој момент каде сакам да стигнам во моабетот. И тука си имам доверба и кажувам дека професорот знае и сум сигурен дека знае да ме брани он, затоа што е пообразован, поискусен, по све. Ја денеска, мене страф ми е кога гледам некој ме води, а гледам дека мојата капацитет е поголема од негова. Немојте за тоа, тоа заборавете го, тоа кога го гледате начинот на кој зборува, начинот на кој размислува и начинот на кој не представува. Мислам, не дај Боже да почнете да размислувате или да се споредувате и да барате некоја логика во сето тоа. Ке доживеете длабоко разочарување на сето што сте го направиле во животот и кон што сте тежнеле кога ќе видите луѓе кои тоа е политиката, меѓутоа политиката во Македонија, да бидеме, она ви кажав америчкиот сон дека секој може да биде се. Дека едноставно најлесно може да ги остварите животните цели низ политиката. Тоа македонската приказка е таа. Да, ма ја тука делот е пак да се врати на општата одговорност. Ја можам да се трудам да добивам за вас лиценца за пилот. Прашањето е дали вие ќе го летате авионот или не. Ке го летаме без проблем у Македонија, го одлетавме авионот, мислам да бидеме реални. Работата е, веќе се учукавме у планината, тоа е приказката наша. И ова што мене, ви кажам, јас и секој значи граѓан што живее тука, гледа со своите очи, како можеш да даваш доверба на некој што ти си сметаш дека тој
нема капацитет тебе да те води. Можеме да гледаме тој хаос на сите нивоа, значи не само на пасоши и на лични карти. Може за све, вие, значи ништо не функционира. Дали од транспорт, дали од пошта, дали од здравствено, дали од системот. Ова Тоа е илузијата на политиката што ни ја понуди новата реалност која се обидуваме да ја гледаме поинаку од она што стварно ни се случува. Ни се случува класично распад на системот. Тоа со пасошите ви е најдобра потврда за тоа. Да не зборам само за пасошите, мислам, кажавте сите системи. Погледајте го транспортот, погледајте ги патиштата, не знам дали сте возеле неодамна по македонските патишта, мислам, едноставно станува самоубиствено да излезете на пат и да возите согласно прописите кои се пропишани за брзина. Мислам, тоа е еден нешто што ни се случува 30 години, меѓутоа во задните 7 години го доживеа своето кресчендо и кулминира. Да, ама сега проблемот кога доаѓа некој на власта, не гледа никаков нешто што беше направен порано за да го догради или како се вика ние да го догради. Го разградивме. Да, и сака да прави својот. И сега, на пример, еве, било што не функционира, ќе ти кажат, сама сега како кој беше крив, беше не смешно, беше на социјални мрежи пред неколку години. Некој крив беше од ВМРО, кој беше? Не се сеќавам кој беше, тој е крив или ВМРО крив. Секогаш има виновник. Не, ама имаше, не се сеќавам кој беше политичар што секогаш пишувале дека тој е крив за се што се случува. Сега не може сега колку се на власта 7, 8, 9 колку години. Нема например, владата функционира од 16-та до 8, еве 8 години. Уште 8 години уште ВМРО крив за тоа што нешто неверојатно. И сега нормално ли нема ниту една работа што функционира. Ќе видиме сега како ќе се реши на изборите што доаѓаат во мај месец. Видите, изборите е да значи било кој да победи во изборите. Значи пак ќе биде исто. Гледај овие што направени, срушеле, сега ние се сочуваме, видите, ние се сочуваме сега не веќе како порано, кој ќе дојде на власт, кој ќе прави. Ние сега тој што ќе победи денес. Дали ќе победи GOP од Америка или дали ќе победи ВМРО или дали било кој да победи. Он пред да почне да работи, треба да се сочува со еден хаос креиран. Последните 7 години или 8 години, то јас лично мислам дека нема да се. Видите, не сум песимист, ја ве тврдам професионално дека не може да се управи. Не може. Па вие сте полош оптимиста, мислам, песимиста него ја што сум. Сепак да дадиме шанса на нешто поинакво, да видиме дали може од тоа поинакво да изроди нешто добро. Ама ќе изроди нешто добро, секој дојде добро. Јас убеден дека нема да се заради една причина. Нема кој да работи. Значи нема кој да работи, затоа што денес немаш персонал, немате персонал, нема луѓе во државата. И сега, да најјаката партија во свет ќе дојде ќе ја води државата. Од каде ќе донесе персоналот? Мора да најде начин како тоа да го реши новата власт. Ма види, новата власт треба прво да размислува на голем има многу институции што ја не знам што е причината за нивната постоење. Значи, на пример, има институции што ја не знам што работи. Требале некого да удома, се вика, во политиката, да зема плата. Добро, во ред и тоа. И сега, добро, тие земат плата, ќе се терат да земат плата, окей. Ама тие проблемите, хаосот што го има креирано, што го имаме, тоа да се го поправиме, ќе треба нов персонал да дојде. Тој персонал од каде ќе го зема? Тоа е прашањето, ова што сакам јас да го слушам. Тоа ќе ни го кажи победникот на изборите на 8 мај. Раби, фала ви многу за разговорот. Добре што не сум само ја песимиста за иднината, мислам, се обидувам да најдам нешто оптимистичко во сето ова. Оптимистичко е што имаме избори, дали народот ќе реши да живее во илузијата што му се нуди сиве години на владење или ќе се обиде да ги отвори очите да види дека може да има поинаква реалност од оваа која ја живееме до сега. Точно, но нешто ќе победи, ќе има
ѓаволски тешка работа, прво да го седи хаосот, оно што кажавте, да најди човечки капитал кој ќе може да се носи со проблемите, да направи ресетирање на системот, што ќе биде исклучително тешко, исклучително, верувам, и болно за некои луѓе, меѓутоа, тоа е неизбежно ако сакаме да идеме напред. Ако се поинаку ќе значи понатамошно тонење на државата, крајот, не знам како ќе заврши, дали не би сакал да бидам дополнително песимист. Уште еднаш ви благодарам на разговорот и се надевам ќе ви имам некоја друга прилика за повторно да разговараме на вакви слични теми. Добро, ви благодарам, фала ви многу.